нешто ново за сите албанци, македонци, било кој пошто ќе Какви во беа превод. односите во Струга за победата? Па добри, ја едно време 3-4 дена не се вратив Струга, уствари, па кто го слушав од Скопје, па тето во универзитет, па све до Струга. Што велат студентите? Тие се битни. Добро, ми честита. Дали се горди на професорот? Не скрупни сум. Мора да бидат. Океј, се водите на 02-30-99-362 за Агин Пошка! И на позицијата број 3, господја Весна Јаневска, добро вечер. Добро вечер. Ме прашуваат луѓето, како издржа минатиот пат, што ти направија трите жени? Па вие не знам како издржавте, ама јас прилично тешко, но издржавме заеднички. Прострои многу енергија низ мене, малку позитивна, малку негативна, но во секој случај заврши како што треба. Што велат вашите блиски? Па се прилично задоволни од тоа што го направивме во емисијата. Не изменет многу составот од минатиот пат, препознавам исти и слични фаци. Така е? Добро. Тоа се верните наши пријатели. Добро. Задоволни што стигнавте до малото финале? Не ми значеше, Бог знае колку многу, морам да бидам искрена, но сега сум задоволна, а особено многу се задоволни тие што не поддржуваат, што значи и јас со нив. Ви благодарам. Јас се надевам дека нема никој да го злоупотреби тоа што предизборната кампања која официјално не е почната, фактички е почната. Се водите на 02-30-99-363 за Весна Јаневска. Народе, почнуваме. Тема број 1, воведничар ќе биде господинот Филип Петровски, а темата број 1 носи наслов Изборен хороскоп. Пирамида! Стартуваа изборните комбинаторики, помалите партии со различни ставови за коалицирањето. Некои сакат сами, некои со поголемиот брат. Планови кај големите партии се подготвуваат листите и носителите. Списоците освежени, се предлагаат нови лица. Смета дека младите политичари ќе ги добијат изборите. Дали младите политичари може да пливаат во матните политички води? Ќе има ли спој на младоста и искуството? Ни треба ли промена на изборниот модел? Листи или личности? Ќе имаме модерен парламент по европска кампања. Листи или личности? Јас гласам за личности, затоа што мислам дека во сите работи во животот што се прават, човек треба да внесе личен интегритет, кој што остава позади себе трага. Ако се во прашање листи, тогаш може да се протнат многу личности, односно не личности, кои што понатака прават штета во политичкиот систем. Јас одамна се залагам и пишувам за тоа дека македонскиот политички систем треба да претрпи темелна реформа. Од тоа како се уредени партиите, внатрешната структурираност, демократијата во партиите, до изборниот модел, па се залагам да се преферираат личности, односно да се смени моделот во мнозински, каде што ќе мора да се соочат сите кандидати кои што ја бараат поддршката од граѓаните, директно со граѓаните, каде што ќе мора да се соочат на терен. А во овој случај кога не е така и нема услови за некакво редефинирање на тој систем, имаме ставање на листи на луѓе кои што и после мандатот остануваат апсолутно непознати, а Македонија трпи штета. Тие ги викавте ви едно време лепачи на плакати што стигнуваат високо. Благодарам, заврши мачната минута. Една минута Агин Пошка, повелете. Се сложувам дека не треба да се зборува за листи, него за личности, а денешната политика повеќе од секогаш има потреба за нови лица, не само затоа што ние имаме потреба во години да носиме некои новости, него новоста ќе биде во визиите. Политиката не се води со мерење на средна возраст и така натаму, него по визијата или концептот што секој од нас ја води во таа политика. Од тоа што гледаме до сега е дека имаме личности во одредени партии, но тие сепак уште функционираат под надзор на големите играчи или пак се повторуваат со години и тоа не е ништо ново.